Апелациониот суд го потврди решението на Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 од Скопје по жалбата од екс-вице-премиерот Владимир Пешевски за одземање на пасошот и наложување да се јавува еднаш неделно во судот. Иста одлука апелација донесе и за бизнисменот и водител Драган Павловик Латас. За него ја одби жалбата на СЈО за неопределување мерка притвор. Во решението на апелација за Пешевски пишува: првостепениот суд правилно оценил дека во оваа фаза на постапката примената на мерката притвор не е оправдана и дека со примена на поблаги мерки како што се определување мерка на предпазливост, обврска за јавување во судот и при времено одземање на патната исправа, успешно ќе се елиминира опасноста од бегство, со образложени причини кои овој суд ги прифаќа. Апелација ја одби жалбата на СЈО за неопределување мерка притвор за Драган Павловик Латас. Во образложението пишува: овој суд ја прифати одлуката на првостепениот суд и не го прифати предлогот на тужителот истакнат со жалбата за определување на мерка притвор према обвинетиот, со подкрепа од фактот што обвинетиот се појави пред второстепениот суд и непосредно го убеди дека со неговото досегашно однесување во постапката и дадените наводи кои произлегува ветување за присуство во понатамошниот тек на истата, ќе се постигнат целите на определените мерки на предпазливост, како мерки за обезбедување присуство на обвинетиот и за непречено водење на кривичната постапка. Од ВМРО ДПМН е состав по жалбите на СЈО. СЈО е продолжена рака на СДС. Тоа го видовме со секој еден случај кој тие го отворија. Случај од тендери, кој СЈО го отвори, а се однесуваше на наводна злоупотреба на службено овластување при избор на фирма за изведба на градба на објектот на Музеот на македонската револуционерна борба, е целосно монтиран процес, делоден на политичка пропаганда на СДС, која има за цел да го оцрни ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН потенцира дека сите проекти и сите постапки се работени согласно законите. Истите беа ставени на увид од страна на поранешната министерка за култура Елизавета Канчевска-Милевска, како секој би можел да се увери во постапки. По неопределениот притвор на Ејуп Алими, координаторот на пратеничката група на ДУИ, обвинет во предметот Титаник 3 за уништување на изборен материјал, СЈО бараше притвор, Скопска единица го одби како неоснован. Во образложението се наведува дека СЈО се сомневало дека Алими може да влијае на сведоците. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков се појави во апелациониот суд во Скопје. СЈО бараше да им се одреди притвор на Сашо Мијалков и на поранешниот началник на петата управа Горан Грујовски, како и уште 3 лица обвинети во Таргет и во Тврдина, случаи кои се однесуваат на незаконското прислушување за уништување на опремата во УБК со која биле следени комуникациите. Кривичниот суд претходно не постапи во барањето на СЈО за притвор и одлучи на истите само да им се одземат патните исправи.